Администрацијата за храна и лекови на САД одлучи да дозволи Наркан, назален спреј, водечката верзија на лекот Налоксон, да се продава без рецепт. Наркан е стандарден третман при случаи со предозирање со опоиди, кои се водечка причина за случај на смрт во САД, главно од фентанил. Фармацевскиот фентанил е одобрен за лекување на силна болка. Нелегалниот фентанил се произведува ефтино од хемикалии за кои американските агенции на законот велат дека доаѓаат првенствено од Кина преку Мексико. Се меша со хероин или кокаин и се става во фалсификувани јапчиња. Доктор Нейтан Китл е специјалист за зависности. Постојат повеќе варијанти по улиците, изгледаат како обични апчиња против болки. Изгледаат како дека некој ги купил во аптека. За жал, многу луѓе кои можеби не се навикнати да користат опоиди, мислат дека добиваат апче против болки од пријател, а тоа е фентанил. Тоа го прави неопходен пристапот до налоксон да спаси живот во одредена ситуација. Колку повеќе лаици, колку повеќе обични луѓе кои не користат опоиди, а имаат налоксон и знаат како да го користат, толку повеќе животи ќе се спасат, бидејќи никогаш не знаете кога некој апче има фентанил во него. Додека одлуката на FDA овозможува пристап до налоксон на национално ниво без рецепт, тоа веќе е широко достапно во сојузната држава Вашингтон од 2019, вклучувајќи ги комплетите зетни случаи во училиштата и библиотеките. Поранешната зависничка од дрога и сегашен психолог Лупе Ортадо вели дека поширокиот пристап до лекови кои може да спасат живот функционира само ако тие се дадат на време. Луѓето се срамат поради користење дрога. Тие користат кога се сами. И кога сте сами, не можете да се спасите ако се предозирате. Наркан спасува живот, но некој мора да ви го даде. Тоа не е нешто што можете сами да го земете. Мора да се урне моделот на изолација и да се прифатат корисниците како членови на заедницата. Таа вели дека секој треба да знае како да препознае случај со предозирање и како да користи налоксон. Никогаш не знаете кога би можело да се случи или кому би можело да му се случи. Може да возите по улица, може да бидете во автобус, да го чекате автобусот или во продавница. Советникот за јавно здравје Брет Фајнгут вели дека стопирањето на смртните случаи од фентанил значи спасување животи со налоксон и давање шанса на зависниците да започнат со лекување. Нарушувањето со употреба на супстанција е хронична медицинска состојба. Луѓето имаат проблеми со своето здравје и тоа може да се лекува. Ако можеме да обезбедиме поддршка за третман, тогаш ќе има подобрување и ќе заздрават. Префрлањето на Наркан од статус со рецепт кон поголема достапност може да потрае со месеци. Во соопштението на FDA се вели дека го охрабрува производителот да го направи производот достапен што е можно поскоро и по прифатлива цена.